видите, можда чудно ќе звучи тоа, но јас сум буквално роден во театар. Татко ми е оснивач на македонскиот театар со Прличко, со Тодорче, со Милчин, со Ќостаров, 45-та година. И јас сум буквално уште во стариот театар овдека. Буквално сум, секој ден сум бил на проба со нив. Немало тогаш градинки. Така да јас, од како знам за себе, сум во театарот. Театарски човек. Дете на театарот. После преселувањето од Скопје, татко ми оди во Битола и таму играм на 4,5, неполни 5 години, играм првата улога во Крвава македонска свадба. Николче, мислам дека се викаше, од тие децата кои што се тука. И се сеќавам на таа сцена, татко ми беше болен од рак, почина на 34 годишна возраст. Он го играше Бегот. И таква беше сцената, нели, големи врати имаше, порти, селски порти од тие. И така излегува сите и јас, нели, трчам по Бегот, да, затоа што сака да ни ја земе невестата. И го гледам, татко ми свиткан на ќошот позади завеса. И му викам, тато, и тој вели, ајде бе, бегај, ова е театар, вика. Тере, како ти кажал режисерот, така тере. Ми ти знаеш што е режисер, ние. Така да, навистина ја сум роден во театар, и јас и брат ми. Малце не е лагано да се зборува за брат. Ќе требаше да кажувам во суперлативи. Меѓутоа да, Чоре е постар од мене 2 години. Тој ја продолжи кариерата таму каде што престана мајка ми и татко ми, па потоа јас, нели, ја продолжувам кариерата и сега ја продолжува мојата ќерка Илина. И мислам дека најверојатно тука ќе се затвори поглавието на Чоревси. Најтешко е за Чоре да се раскаже било што. Веројатно има многу работи кои што многу се врзани за анегдоти, многу се врзани за еве, ја имав и прилика и да работиме во иста представа, 1-2 и така натаму и така натаму. Многу работи може да се кажат, веројатно и неверојатно, сосема сигурно, као посебност во неговиот актерски израз. Многу работи може да се кажат за Чоре како директор. Но главниот впечаток е без никакви калкулации еснав. Еден од најталентираните актери што воопшто сум запознал. И имав огромна среќа да играм со него во театар, малку на телевизија, малку на филм, малку на естрадата. Тој е човек кој што ме прими во театар. Мојот кум е кумче, така ми е запишан во телефонот, кумот. Еден е кумот. И он ни пуста Магде негова, доаѓаат на секаде каде што сум јас. Остана таа некаква, туку ќе ги видам на потпишување на моите книги или на некоја премиера или на концерт. Меѓу младите и они застанале. Чоре е еден актер што би го посакал секој театар на светот. Буквално можеше да игра се. Знаеше да биде многу сериозен, знаеше да ја смрзне публиката, да ја расплаче. Сеќам на неговиот стево во легендарното Диво место на Драмскиот театар. Он ја доби тогашната Стерина награда, која не беше баш лесно да се добие во конкуренција на, не знам, Мики Манойлович, Радко Полич или не знам кој. Морам да признам дека јас до овие години го знам, уште од студентски денови мои, кога ни беше на некој начин идол и секој се воодушевувавме во она што тој го правеше. Се разбира и на сцената, и во бифето, и надвор од сцената, секој е шармантен, насмеен, позитивен и многу интересен. Се сеќавам на некои представи каде што игравме заедно, кога тој во сред представа ќе измислеше нешто, некаков штос,
сите ќе не развесели, сите ќе не насме и тогаш ајде обиди се ако можеш да издржиш да не се насмееш и приватно. Така да задоволство било секогаш да се работи со Чоре. Чоре е огромен актер, феноменален човек. Со него можеш и да разговараш, и да се насмееш, и да се дружиш, да споделиш некои негови искуства и никош да не ти биде досадно со него. Ништо не знаев со вас, дознав Жими се најмил. Ти ќе го продаваш тоа што сам ќе го спечелиш и изградиш. Овде не цепкај! Ова е мое! Тато ќе ви биде платено и преплатено. А никој мене не може да ми плати! Кој ќе ми ги плати дознаве? Од ова цатија паднав! Не зборуваме сега за твоите нозе. А јас мислам дека токму за нив зборуваме. И само за нив. Слушај, тато, те молам, дај да бидеме разумни, те молам. Многу убаво прашање, ма тешко е за одговор. Зашто тоа е, сега ќе, како фраза ќе личи тоа, која би ја прашале, еве вас, како родител, кој е дете, повеќе го сакате, сигурно дека не ќе можете да одговорите одма. Но нешто кое што ме направи ова што сум денеска, тоа е првото студирање на факултетот за драмски уметности во Софија. Доаѓањето во драмски, тоа ни беше огромна желба да бидеме во драмски. Иако татко ми е оснивач на тој Македонски народен театар. Покрај многуте улоги, значи од Свадба, Димитрија Рули Османли режија беше, која што игравме 200 и нешто пати. Болва во исто режија на Димитрија Рули Османли. Но вака најмногу ме издвои во Југославија на малите експериментални сцени каде што го добив Златниот ловор венец. Тоа е достага на највисоката власт или како што милувате од Коле Чашуле во режија на големиот Љубиша Георгиевски. После доаѓа Диво месо на Стерино позови, каде што добио навистина една од најпрестижните награди во тогашна Југославија, како најдобар актер на Стерините игри, меѓу тие тројца или 5 души колку бевме, во режија на Слободан Унковски, Диво месо. Така да има многу да се издваат, но сепак мислам дека една од тие, да ги речеме, штиците кои што ме качија горе, нели, тие трамблини, како се викаат, кога ќе скокнеш и те крева нагоре, можда се тие две представи. 1971 година во драмски дојде една група млади луѓе, не мала група, од Загребешката академија, од Бугарската, од Софија, од Белград и тука заедно почнавме да работиме. Чоре дојде со Мето, со Марин Бабич, ми се чини со уште некој од Софија. И првите години се обидувавме да ги усогласиме школите, разни школи од кои потекнувавме. Мислам дека Чоре беше единствениот што дојде од актерско семејство. Неговите родители се мајка ми и татко му актери беа и имаше еден поинаков однос према театарот, према сите работи, за разлика од нас што дојдовме од сосема други семејства кои нема врска со театарот директна. Меѓутоа, навистина беше импресивна таа негова фасцинантна енергија, еден исконски талент, како би рекол. Нешто што не може да се научи у школа. У школата може да ви даде евентуално да го артикулира тоа, да ви стави некакви форми, да ви помогне алатите да ги научите и така натаму. Меѓутоа, он носеше и носи до ден денеска, се разбира, еден исконски талент кој што се појавуваше во разни форми кои беа крајно возбудливи. Така да имало проби кај што не сме можеле да запреме од смење од неговите импровизации. Имало проби кај што сме биле сите потресени од длабочината на неговата енергија. И тоа се одело многу брзо, скоро на клик, како би рекол. Од едно во друго, во трето и така натаму, со комплетно посветено 100% во секој од тие парчи. Благоје Чуревски е еден од, можеби, двајцата најважни луѓе за почетокот на мојата, да речем, кариера како театарски режисер, освен се разбира мојот професор Унковски,
Зошто? Заради тоа што може да се каже дека доста рано ми ги отвори вратите на драмски театар, но тоа беше една убава стратегија негова како директор, да доаѓа на факултетот за драмски уметности, да следи што правиме, да одговора на нашите покани и тој практично на тој начин успеа да повлече еден цел млад тим од актери и од режисери. Станува збор за 97-98 година, кој што направи овдека повеќе представи и едно време практично го држеа репертуарот заедно со старите искусни режисери, постојани соработници и некои вработени во драмски театар, го држеа репертуарот на театарот еден извесен период. Пред тоа беше Златко Славенски, после тоа Сашо Миленковски, Искра Стојковска, Дритро Касапи и да не заборавам некого. А јас ја работев мојата испитна представа од 3-та година, Оидипус на Софоклеус, и вечерта, кога се виде дека представата има успех и дека е добра, уште тогаш Чоре рече: сакам да те резервирам за твојата дипломска представа, и исто така за време на неговото директорување практично дипломирав со Хеловер во драмски театар. Благоје Чоревски е човекот кој што за мене лично многу значи во мојата кариера, затоа што тој беше еден од оние кој што вистински го препозна мојот актерски талент, и додека беше директор на драмскиот театар, јас уште како студент на 2-ра година по актерска игра веќе бев паушалец во драмскиот театар Скопје, а во 97-ма беше човекот кој што всушност и отвори работна позиција за мене и се вработи во драмскиот театар, кога Благоје Чоревски беше директор на драмскиот театар. Инаку Благоје Чоревски е една од оние легенди на драмскиот театар. Тој веднаш по неговото дипломирање во Софија доаѓа во Скопје, се вработува во драмски театар и со плејада на едни тогаш млади и перспективни актери, Петар Темелковски, Мето Јовановски, покоен, стануваат носители на репертуарот на драмскиот театар. Неговата харизматичност на сцена, тој знаеше да ја пренесе и надвор од сцената, така што Благоје Чоревски јас го помнам како човек кој што навистина е еден бескрено харизматичен актер, човек кој што е позитивен во секоја смисла на зборот. Играњето со Чоре е нешто неверојатно. Он е мајстор за импровизација. Велам, не можете крај да му фатите, излегувате од роља, бидејќи не е нормално тоа што тој го прави на сцена, не е нормално. Колку што е контрапункт сериозен, и од друга страна, еден од најголемите другари во мојот живот, еден од најплеменитите луѓе, најпожртвуваните луѓе. Во оган влегува за вас, само да знае дека имате проблем, го решава. Најстрашните работи во живот мене Чоре ми има помогнато. Се разбира, он не сака ни да... Во живот не сакал да прозбори на таа тема. Тоа за него е нормално. Он е толку скромен, колку што е неговата величина. Од друга страна, он е приватно толку скромен, на улица секој може да го запре. Он е најнепосреден, најубав, најмил, најдобар. Неверојатен човек. Велам, вонземјанин во мојот живот. Стравично е, ете пак ќе кажам, благослов и среќа да работиш со него, да живееш со него и до ден денес он го негува нашето пријателство, негува се околу мене и се разбира, дедо Боже го частеше, па му даде една убавица каква што е Магде, и убава во душа и убава на лик. Така да они се еден од најубавите парови што ги познавам. Видете, без разлика дали сум бил во представата или не сум бил во представата, кога Чоре играше на сцена, поготово во комедија, обавезно морав да видам што се случува и како се случува. Таа негова енергија ги тераше луѓето да гледат една представа, па верувате, имам една пријателка која ја викавме Жени, а тоа е име од лик во Болва Вуло, и ја имаше 38 пати гледано представата. Ја не сум играл во Болва Вуло, но ја имам гледано преку 30 пати. Таа негова духовитост и креативност кога игра комедија
Чоревски, таа негова енергија што ја внесува и, многу битно, неговата способност за импровизација, која е, ми се чини, бескрајна и мислам дека е master of disaster Чоре за импровизација, звер, невиден, сите обожававме да го гледаме. Неговата енергија на вистина мислам дека излегуваше и преку плафон на драмски театар. Кој се видиме ги знаеме. Се разбира, највозбудлив настан, еден од највозбудливите беше кога работевме Диво Месови, кога имаше така да кажам блок и кај него и кај мене, тоа како да го решиме најпознатиот монолог таму за тоа дека Европа не сака и што ќе правиме со Европа и на бел конј како он ќе долета и така натаму. Стево Андреевиќ го игра главната улога. И една вечер се јави Нокија, не знам, ние бевме веќе легнати, недека 11:30-12 саат, и рече дека го има решението, а и сака да дојде да ми го покаже. Кај реков, Чоре, можеш да дојде, утре ќе имаме проба, ќе видиме. Не, рече, сега мора одма, не можам да заспијам инако. И дојде, ние така бевме по пижами со жена Милина, живеевме кај една кула, кај Пазарче, тука у центар. И дојде, го одигра 100% тоа што го направил. Сега чуваше на нашите тие неки сунгери, не знам што јавме тамо. Го одигра до крај и рече како е, ние рековме фантастично е, одлично и така натаму. Рекам, седи сега да се пиеме кафе, што било нешто, не? Не, рече, толку чао, пријатно си отиде. И не остави нас двајцата возбудени и потресени од тоа што го одигра. И тоа понатаму, во текот на пробите се разби до крај и доби разни награди и така натаму. И тоа беше наистина фантастична улога, заедно со целиот ансамбл што беше длабоко посветен на таа тема и што фантастично артикулираше од Милица, од Нацо Ќорчев, Крум Стојанов, Мето Јовановски, Нена Стојановски, Снешка Стамеска и други многу. Тој собира материјал да го гради ликот. Значи, не го гради ликот според задачата на сцената, не го гради според карактерот. Како го нашол тој? На улица нашол човек и го видел човекот кој е, што е, тој е осознал, да речеме, влегол во неговата суштина, се поврзал со него и гледај, тој човек е окей, добар, да јас го искористам и да ми биде пандан во градењето или материјал во градењето на сценскиот лик. И исто таква една случка тој постојано раскажува во еден драмска улога, кога вечерта по пиджами во ниедна доба, што би рекле, отишол кај режисерот Тунковски и му кажал, го најдов, го имам во рака ликот. Еве, тоа се тие карактеристики, тоа е таа одлика со која се одликува Чоревски како актер мајстор. Чоре е многу посветен на театарот и многу голем работник. Тој има своји специфични методи на работа. Имено, Чоревски и во реалното време, надвор од театарот кога живееме, барем половина е исто така во своето театарско време. Тој е шармантен во разговори. Многу пријатно е да сте со него на маса, многу интересен соговорник и така натаму. Но тој е дел, би рекол, од неговите подготовки за улогите што ги толкува или за улогите што би ги толкувал. Не само што тој ги пробува собствените можности, туку тој во исто време ги гледа и реакциите на консументите, на гледачите, на публиката. Мојата прва средба со Чоре е многу одамна. Јас за време гимназиско време, одев бидејќи Јосип Broz беше залепен, речиси, до Македонски народен театар тогаш, сега театар комедија, и таму ги гледав сите представи, опери, балети, драми. Драмски беше следниот театар кој на свој 16 години дојдов и ја гледав представата Бол во Вул. Јас мислам дека заради таа представа и останав во драмски, мислам, се разбира, студирав глума и така натаму. Тоа што го видов на сцената, кај што Чоре беше брилјантен во тој ликот, беше нешто што мене стомак ме болеше 3 дена од смеење. Беше чудесен.
Така да може да се каже дека го засекав Драмски заради Чоре. Да, Чоре е многу духовит човек право и тој иако е безпрекорен професионалец. Тој точно знае да го одбере моментот кога може да ве чепне за нешто или да направи некоја шега или да направи нешто во неговиот лик кој што ќе ги насмесите останати што се на сцената. Веројатно поседува некоја моќ да ги плени луѓето. Така што рецептот негов не го знам, но знам дека е многу забавно да се работи со Чоревски и знам дека е бескрајно убаво и благородно да се работи со него. Чоре, како што реков, знае да биде одличен и во комедии, и во сериозни представи, да не кажам сериозни драми, и секојаш бил автентичен, свој и интересен. И секојаш кога ќе го гледаш, има што да украдеш од него. Он знае да пренесе. Голем актер, како што реков, и тој секојаш ликовите ги носи да живеат, да се живи. Не се тоа измислени, тоа се негови и затоа е толку голем. Кога би зборувал за Чоревски, всушност побаво би било да зборуваме за актер, за актерот. Затоа што зборувајќи за актерот откриваме некои битни елементи и карактеристики за актерот Чоревски. Поаѓајќи од тоа дека актерот е занаечија, всушност дека е мајстор, доаѓаме до констатација дека актерот своите представи и ликови ги гради на сцената, а не ги толкува. Зошто го зборувам ова? Затоа што, познавајќи го Чоре и познавајќи го неговите актерски ентитети, само по себе актерите имат свој ентитет, но има некои како Чоревски кои што се конгломерат, кои што се каптажа на повеќе ентитети. Така да, тој е мајстор на својот занает и во драмата, и во комедијата, и во трагедијата, барем досега се докажал. Има многу да се раскажува за Чоре. Чоревски е еден прекрасен актер, еден прекрасен комичар кој секогаш знае да изнуди смеење до солзи. Меѓутоа, во представи знае да изнуди и од тој другиот тип на солзи, и поемотивни солзи, така да во глобала сакам да кажам дека е одличен актер. Сега, јас морам да кажам дека никогаш не сум имала директен контакт со него на представа. Ние секој сме работеле повеќе на серии, со старата гарда кога беше и Дади, и Џокица, и Мешко. Значи, со нив и секогаш, дека јас од мала седев во Драмски, дремев и ги гледав секогаш, ти ми беа нешто страшно кога се појавија, значи, одлични актери, сите секогаш ние сме имале желба да застанеме до нив и да играме нешто заедно. Мене ми е многу жал што првата воопшто серија, која се викаше Волшебен воз, е избришана. Тогаш имаше, сум го кажувал ова на телевизија, имаше ни портокалови, големи, огромни, пластични, каде што беше лентата. И кога ќе им снемаше лента, немаше запишување која е тоа што има внатре во лентата, туку ќе извадат и ја снимее. Во таа прва серија детска, историска, јас бев втора година на факултет, значи тоа е 69-та година, веројатно, 68-69. Игравме Петре Приличко, мојот кум, од актерите говорам, Петре Приличко, Снежана Станевска и јас. А од пејачите беше Љупка Димитровска и Симеон Грамчаров. Ќе ги спомнам, прво, за жал се починати, Љубише Ѓоргиевски, Диме Станковски, а од сегашните режисери кои што се уште живи, се извинувам, Димитрија Рули Османли, тие ги рачунам како мој, сите режисери кои што биле како мој. Не само другари, него и татковци, и браќа и се. Коле Ангеловски.
Зоја Бузалковска сум играле кај нејзе во Мната. Паоло Маджели, Петар Вечек, има многу низ Југославија, многу. Умко, нели да не заборавиме, да ставиме, тој е еден од темелите. Сите се овие некакви темели, но тој е еден од најцврстите темели кои што мене ме вивнаа, ме направија ова што сум денес. Благој Чоревски со име, со презиме. Имаше една брзина, нешто што го наследило татко ми се чини, една брзина, како да кажам, не само брзо мислење, него брзо делување, стално некаква своја гужва, динамика, една што беше многу интересно и беше различно од другите луѓе. Така да ми е особено драго дека имавме можност да соработуваме и дека понатаму за жал разни други активности, мој режирање надвор од Скопје, негови други активности не одвоја. Меѓутоа останавме во тоа што сме го сработили за секогаш. Чоре е цар. И како глумец, и како директор, и како другар. Значи, скоро целиот живот професионален у театар го поминавме заедно. Игравме, например, заедно у една, како да речем, гениална представа, тоа е Бол во уво, кај што Чоре игра еден кој што има говорна мана. Он беше толку добар у таа представа, брилијантен. После тоа играше у една представа што ја режирав јас, детска представа Шекспир во приказни. И после тоа во многу, дури и во последнава представа што ја правевме што ја правев јас во Драмски театар, Чоре играше една од главните улоги. Веќе како пензионер, значи цел еден живот. И за Чоре не постоеше жарн или стил кој што не може да го игра. Со него соработував 2 пати, еднаш на Војкованја во Мната и потоа на представата Квартет, која што беше во институционален театар, на која што припадна на Мната и за која што Чоре доби наградата, највисокото признание на фестивалот Ристо Шишков. Значи се работи за навистина од една страна многу духовит актер, со кој што е многу забавно да се работи, но од друга страна многу одговорен, многу совесен, кој што доаѓа многу порано пред почетокот на представата, може да се каже и неколку часа, кој што работи на текстот, соработува со колегите за да си го повтори текстот и така натаму и така натаму. И наспроти, ова што го кажувам, дека позади сцената, нели, е духовит и сите ги деконцентрира за самиот да се сконцентрира, практично предходно, пред да дојде на изведба, тој навистина многу се подготвува за тоа како нели денеска ќе излезе на сцената и тоа ми беше фасцинантно да го заклучам. Секогаш, како актер, секогаш имате предизвик. Со самото тоа што вие условно сте во улогата на Хамлет, да речеме, или на Ричард III, со самото тоа вие одма имате, како да кажам, една бариера, една пречка за да ја надминете. Треба да влезете во него, да стане тој ваш карактер, да стане ваш живот, за да можете да го пренесете на публиката. И колку поверно тоа ќе го направите, толку повеќе ќе ви верува публиката и ќе бидете добар. Да се зборува за неговите улоги е малце од моја страна не убава, затоа кажуваат безбројните награди, што ги имаше добиено, безбројните представи кои што ги има одиграно на сцената на Драмскиот театар. Па потоа и 12 години поминати како директор на Драмски театар. Тука имаше многу. Прво беа средствата, голем предизвик, затоа што ние, барем јас сакав, ќе го кажам тоа, макар да не е тоа фалба, тоа е факт.
Јас сум единствениот директор во Македонија кој што повикал од Англија 5 актери, заедно со Златко Славенски, како режисер на Розенкранц и Гилденстерн се мртви, од Корин Редгрейв, односно братот на Ванеса Редгрейв. И ние направивме еден таков договор да одиграме тука едно 20 представи, после тоа да си биде комплетно наша, да играат и наши актери, а да играме и 20 представи во Лондон. За жал немаше пари и ние не отидовме во Лондон, но ја направивме представата и таа беше голем хит. Тоа беше прв пат во историјата на македонскиот театар да имате странски актери кои што се наменски дојдени за да ја направат представата. Кога понекогаш ќе утнеше работата, ние го совркавме. И што направивме сега? Драмски театар изгуби добар глумец, а доби лош директор. И он многу се нервираше кога ќе му кажеме такво нешто. А морам да кажам дека он е мојот прв директор. Јас кога завршив Академија за драмски уметности, уствари јас на дипломската бев бремена. И кога се породив, синот имаше некои 2 месеци и тогаш си помислив, леле, сега готово сите ме заборавија, дали јас некогаш ќе се појавам на даски, дали некогаш ќе застанам на даски и така. Само што го помислив, тоа чоре за ден-два се јави и со директно прашање, ти имаш намера да играш, ти имаш намера да глумиш? И викам, да, утре у драмски. А ова од кај се случува? Значи, јас кога се спремав за да одам на факултет за драмски уметности, работев сама, се спремав сама, не знам зошто, се спремав сама. И татко ми некако беа многу добри пријатели со Чоре и случајно се виделе низ град, нели, и као Чоре мојава сака дојди на академија, молим те, дојди види ја бива или не ја бива. Така Чоре дојде еден ден, со него работев, многу интересен начин, морам да кажам. Извади од мене се што можеше да се извади околу тоа што го работев за тој дел. И само ми рече, ти си спремна за тамо. Имаш многу леп да јадеш, имаш многу да учиш, меѓутоа сега за овој дел си спремна. Татко и Панче и Невена, мајка и Бог да им душе. Ние сме пријатели многу, домашни бевме. Сега се поредко се гледаме од како се случуваат многу работи во животот, нормално. И Панче ме замоли, вика, дојди, Тања сака да оди на факултет за драмски уметности. Добро, и отидовме дома. Остана. И ја прашувам Тања, што има спремено? И ми кажува од Девет Југовича, нели има една преведена на македонски, тоа е страшно тешка како стихотворба, да. И викам, сега самиот по себе, викам, ова неискусна. Кога почна да ја рецитира, ја викам, добро, седи тука и се враќам назад, жена ми беше тука, Невена, Панче. Викам, ти мене ми правиш некои оваква заврзлами, па што да ја спремам, она е готова глумица. И тоа уште еднаш, дали бев со неја, еве ја гледате која е Тања Кочевска, и ми представува голема гордост тоа. Не е само Тања, многу. Како не видите секоја работа, не можете секојаш да бидете одличен. Мора да бидете и малку, да речем, не можете секојаш петки да имате, може да имате и четворка и тројка, некојаш и двојка, некојаш и кец. Само тоа мене лично, а верувам и сите мои колеги, повеќе не стимулира за да направиме подобро и да се научиме од грешките кои што сме ги имале претходно. По мене многу е полесно да играте драмски улоги. Можам секојаш да ве расплачам, да влезам тоналитетски и да пуштам солзичка. Но да ве насмеам, тешко е да. Затоа што секој со себе носиме, кога доаѓаме во театарот, носиме од дома некаква тежина. Нешто кое што ни се случува во животот. И затоа комедијата за мене е најтешкиот жанр од сите постоечки. Малце поинаков период на Чоре,
но паметам исто така за Маседуан, дека цел ден го држеше Иван Поповски во заблуда дека двајца од актерите се мртви пијани и дека сега кои ќе дојдат, ќе нема да знаат кај се однесуваат, а тоа беше, да речеме, пред генерална проба со публика или нешто така, а Иван, како што е ревносен и не може такво нешто да поими, цел ден стравуваше кој ќе ги види, што ќе види, се разбира за на крајот да излезе дека нема врска, тоест дека Чоре ја градеше, но ја градеше таа ситуација во текот на целиот ден, нели? Па да, еве, например, јас нема да заборавам, бев уште студент, кога тој играше во представата на Љубиша Ѓорѓевски, карипскиот министер или достага на самата власт. И тоа што се случи тогаш и што го видов како професионалец, како работи и што го направи, тоа ми остави печаток за целиот мој живот, како еден узор како треба да се однесува некој актер. Него му се случи на сцената, имаше некој бајонети да истечи раката. И тој отиде на порталот десно, каде што седеше суфлерот, ја стави раката на таа страна, по меѓувреме дојде од брза помош, му ја шија раката таму каде што беше исечено, крв си течеше најнормално, а тој продолжи да глуми и да го игра ликот што го игра. Не знам дали многу луѓе од публиката знае што се случува. Ние знаевме. А тоа не може секој да го направи. Зошто си в затвор? Јас тоа не го знам. Зар само ти жив остана? Да. Каде се убиените? Долу над патот. Зашто не се донесени? Аргир испрати група да ги донесе. Зашто не сум известен? Зошто губи агентот? Тој губи татко ми. Како се викаше татко ти? Методија. Методи Ангелов се викаше. Друга Розна. Методија фурнаджијата? Да. Тој ме нападна. Сакаше да ме задави. У Викенд на мртовци Чоре и Гоце играат, тоа е една анекдота, Чоре и Гоце играат двајца молери. И сега на првата читачка, а ги знам и двајцата дека се импровизатори, дека сакаат да импровизираат, дека не може да ги запреш кој ќе почнат да импровизираат. И ги викнам на проба, првата читачка проба, прочита, видовте што играте, добро, ај сега одете си, ќе ве викнам на крај на читачките проби, дојда, вика, ова вака, не знаеме дека вака ќе биде добро, ај сега мизансцен им постави сцената, ај сега одете си, ќе ве викнам на пет проби пред крај. И така би, на последната генерална им мерам на саат, на штоперка, им викам, сценава ви трае 12 минути и 7 секунди. Ако сте ја продолжиле минута, секунда, викам, не ве взимам, ќе ви избркам од представа. На премиера од 12 минути и 7 секунди, 25 минути. На премиера. И кога почнаа да се импровизираат, сега представа се игра, тоа беше Викенд на мртовци, беше чудо. Дотераа до 40 минути. Побудалевме, ја побудалев, а бе аман тебе, а импровизираат, пошто и двајцата се виртуози за импровизација, и онда ќе им текне нешто и ќе тргнат на тоа, и ќе видат како публиката реагира. Ако реагира, утреден, мислам, на следната представа, си додаваат уште нешто. И, значи, ја продолжија представата за 40 минути. И викам, ако следнава представа, а без стварно ќе барам да се симне представата.
следната представа на секунда ја одиграа точно, ама представата не чинеше. И ја викам, ајде, терајте си вие како знаете и умеете. Инаку, она што нас двајцата не врзува, а тоа е кој колку е трезен. Јас сум трезен 7,5 години, а тој е трезен 33,5 години. И сега се видовме на некој концерт, ми дојди и вика, вчера сум се расправил за тебе. Што се расправил? Па, наводно си пиел пак. Викам, не ми веруваат, бе, човече, никој божем заради ниво. Бе, тебе што не ти веруваат? Мене не ми веруваат, вика, после 33 години. Они се архивари, Чоре и Магде се архивари на моето семејство. Магде не се појавува со празни раце, му ги дава на Чоре тие фасцикли и сечоци од весници, од интервјуа, се што е поврзано со семејствата Парличкови и Джабазови, тие двајца чуваат и многу ме подсетува нивната љубов на љубовта на мајка ми и татко ми, тоа е една стварно нивната бесмртна љубов, која ден денес трае, они се уште се држат за рака. Чоре ќе остане запаметен по многу позитивни работи. Значи, немаше за него, он испади во животот, инциденти. Во помладите денови знаеше да се опие пред Нова година, колата да му ја најдеме на 17 јануари, но тоа и мене ми се случувало и така. И еден ден кумата Магде рече или јас, или виното. И испадна јас. Така, да сте ми живи и здрави. Интересно е тоа што јас имам една сопруга. Морам нејзе да ја оддадам голема благодарност, затоа што таа ми дозволи и ме направи ова што сум денеска. Ме ослободи од сите тие грижи кои што ќе ги има родителот додека работи, нели? Јас бев некогаш и се гледавме така облечен од снимање, ќе дојде тука да се видиме. Работев многу, но она ги изгледа моите деца, прекрасни, и мојата ќерка Ана и мојот син Мартин, кои што се прекрасни деца, завршени со факултет со се. И мислам дека таа е човекот кој што ми направи една страшна, убава темел, еден страшно добар темел, кој што можев да го ставам во секоја улога, односно во секоја зградиче кој што ќе ми го дадат во театарот да го играм. Кога станав татко, тогаш сватив дека најдобрата, сакам да кажам, најубавата работа и најтешката работа е да имаш деца. Не може да го фатите, Чоре ви е као подвижна мета. Мислам, не е Чоре нешто што е статично, сега може би е постар, па не е толку динамичен. Меѓутоа, начинот на мислење, движење, акции, глума и така натаму е една апсолутна огромна брзина и тешко е да се фати, камоли да се дефинира со една реченица и мислам со еден збор. И мислам дека би било можеби неправедно да се компензира во нешто мало. По Чоревски се уште зрачи детето. И тоа е еден огромен показ дека додека детето е во вас, до тогаш сте и вие уметник. Луѓето се комплексни суштества и не знам дали би можел јас да го опишам Чоревски со една реченица. Но кога би требало со еден збор да го опишам, тогаш тоа би бил буквално зборот благороден. Ме провоцирате или како може за друга професија да размислувам? Ова е мојот живот. Нема друга професија за мене. Ова е тоа кој што ќе го работам. Уште 100 години да сум жив, ова ќе го работам. Јас не прекинувам. И на овие мои 77, односно 14 години, колку што имам сега, не прекинувам.